Во општина Бутел денеска беше отворен вториот пролетен базар под покровителство на општина Бутел, а во организација на Сдруженијето на уметници ракотворци Артикрафт Скопје. Во рамки на базарот беше отворена и изложба на народни носии. Како што најави градоначалникот Велимир Смилевски, општина Бутел и понатаму ќе остане покровител на вакви културни манифестации, преку кои на најмладите им се представува етнолошкото и културното богатство на нашата земја, и дека таа практика на негување на културното наследство ќе ја продолжат токму најмладите. Како општина го организираме етнобазарот, каде што имаме презентација на облеки и на предмети кои што се користеле во минатото. Со ова, значи, ќе ги едуцираме младите да бидат информирани и да знаат што се носело, се работело, така да се надевам дека овој начин ќе ни биде традиционален, веќе во општината збиднувањево е трети пат. Се надевам дека и до година ќе бидеме малци и поорганизирани и со повеќе гости од државата и надвор од државата. На овогодинешната манифестација беа изложени на 30 народни носии од Кумановскиот регион, односно од регијата на североисточниот дел на земјата. Достана Караѓозовска-Станковска, колекционерка на изложените народни носии, рече дека покрај носиите кои се изложени, во нејзината колекција има околу 200 народни носии од повеќе региони на нашата земја. Изложбата на народни носии од североисточниот дел на Македонија, тоа е лично моја колекција. Јас сум долги години колекционер на народни носии. Ако имавте прилика, лани беа изложени носиите Скопска Блатија и Скопска Црна Гора, оваа година ги излагаме носиите што се од мојата колекција од североисточниот дел на Македонија, што опаѓа Кратово, Крива Паланка, Куманово, Свети Николе до Штип и Пробишти. Многу сме благодарни прво на градоначалникот и на вработените во општина Бутел, што помага да се зачува сензот за културното и материјалното богатство на нашиот народ. И ние секој пат ваквите домаќини ги почествуваме со она што најувеќе знаеме и умееме да го направиме како што треба. Целата манифестација беше збогатена со изложба на ракотворбите на гости уметници од Црна Гора, Албанија, Србија и Косово, а пред присутните настапија играорците на културното уметничко друштво Плетеница со народни танци и изведба на македонски народни песни.